ги изградив темелите на една решителна, современа поезија која што се потпира народната Македонија со единствена цел да ја внесам во катастарот на светот. Ова видео во кое поетот Ацо Шопов зборува за неговото творештво е направено со помош на вештачка интелигенција. Го изработиле ученици од основното училиште во Скопската населба Радишани, кое го носи токму неговото име. Станува збор за 9 одделенци кои веќе втора година го посетуваат медиумскиот клуб во училиштето. Видеото го објавиле лани во рамки на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, а една од задачите на кои работеа на часот кога ги посетивме во медиумскиот клуб беше подготовка на постери. Дамјан, ти веќе имаш нешто готово? Да. Овој постер јас го гледав. За климатски промени и неколку кратки пораки. Има уште некој друг што сака да презентира? Да ја зачуваме нели природата, еве на сликата имаме и пингвин, и како се топи нели мразот, а пингвинот нели тоа е неговото живеалиште, а ние го уништуваме и треба да имаме нели грижа на да развиваме грижа на совест за животните за околната околу нас. Зададената задача учениците ја завршија брзо и успешно. Постерите ги изработуваа со една од апликациите кои често ги користат како алатка во медиумскиот клуб. Сме работеле неколку пати веќе на Canva и сме изработувале постери за разни работи. Например, сме изработувале еве сега за глобално затоплување, сме изработувале за 14 февруари за Валентайн и неколку други работи и тие се многу лесни за правење и интересни. Во медиумскиот клуб членуваат 20 на ученици од 8 и 9 одделение. Со него раководи наставничката по македонски јазик Весна Додевска. Освен медиумските производи на кои работат во клубот, на часовите учат и за тоа што е вест, факти, мислење, дезинформации и безбедност на интернет. На самите часови по медиумска писменост зборуваме за тоа да препознаат информација и дезинформација. Медиумската писменост е навистина многу потребна да се воведе во образование затоа што го потикнува критичкото размислување кај учениците, да размислат кога ќе дојдат до информација или порака од медиум, дали е тоа информација или дезинформација, да анализираат, да ја оценат. Преплавени сме со пораки од медиуми и сепак треба да потикнат критичко размислување кај нив. На тој начин со медиумска писменост тие би биле подготвени за новите дигитални простори. Додевска вели дека учениците преку клубот веќе ги унапредиле познавањата за медиумска писменост, а и тие самите потврдуваат дека се повнимателни, особено со користење социјални мрежи и вештачка интелигенција. Освен информациите, често проверуваат и дали фотографиите на кои наидуваат се реални. Освен со Google Reverse Image, што е многу корисен, сликите од вештачка интелигенција има многу голем проблем кај што има луѓе со прстите и рацете, многу се грешни секогаш не се како што треба. Кој има народ исто многу лесно се приметува бидејќи има многу така грешки, може дури главата, раце да има повеќе нозе, така да тоа може многу да помогне. Например, најчесто ако фотографијата е лажна, секогаш барем некој ситен дел ќе биде така неправилно направен, например секогаш ќе има или нешто ќе биде погрешно со осветлувањето на сликата или нешто ќе биде издеформирано. Прашањата за безбедност на интернет кои им ги поставивме на 9 одделенците се дели од истражувањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа истражување беше направено врз учениците во прва и втора година средно, односно со генерации кои воопшто немале контакт со програми за медиумска писменост во образовниот процес. Резултатите покажале дека учениците генерално знаеле дека социјалните мрежи можат да ја нарушат нивната приватност и повеќето од нив би направиле проверки пред да кликнат на некој сомнителен линк, но истовремено околу 96% од учениците се изјасниле дека не се запознаени со алатки за проверка на веродостојноста на фотографии, независно дали посетуваат гимназија или стручно училиште. Еден од резултатите кои загрижуваат е што голем дел од учениците не разликуваат факт од мислење. Например, за само 48% е факт дека Земјата е третата планета од Сонцето. При тоа воочлив е голем јас меѓу учениците зависно од типот на образование што го посетуваат. Меѓу гимназијалците точно одговориле 60%, а меѓу учениците во стручните училишта 43%.
Од друга страна, дури 35,6% погрешно го идентификувале исказот кучето е најдобар пријател на човекот како факт, а не мислење. На ова прашање нема голема разлика меѓу учениците во гимназиското и средното стручно образование. Во суштина, вели директорот на АВМУ Зоран Трајчевски, недостасува критичко мислење. Бидејќи се изложени на огромен број на информации во сферата на интернетот, сепак не се доволно отпорни на информациите, односно на критичкото размислување и спознавањето на тоа што е вистинска информација, што е дезинформација, што е факт, што е некакво мислење. Според Трајчевски, заклучоците од истражувањето упатуваат на фактот дека темите поврзани со медиумската писменост се многу важни и дека треба да им се посвети повеќе внимание во средното образование. И загрижува фактот што скоро половина од учениците, 48%, изјавиле дека кога се приклучуваат на некоја нова апликација, ги читаат условите за користење на таа апликација, при тоа бидејќи при регистрација се бараат и лични податоци, додека 37% од учениците немаат време за тоа, односно автоматски се согласуваат на правилата, но што е уште полошо, околу 15% одговориле дека не губат воопшто време за читање на правилата, бидејќи така не можат да влијаат на промена на правилата. Во тестовите кои што беа наменети за знаење на учениците. Податоците од истражувањето на АВМУ беа презентирани на конференција за деновите на медиумска писменост во рамки на проектот што го води ИРЕКС Младите размислуваат, поддржан од УСАИД. Беше презентирано и истражување на Државниот испитен центар за нивото на медиумска писменост во основното образование, односно кај третооделенците. Истражувањата се направени пред воведувањето на темата во редовната настава. Медиумска писменост сега се изучува во основните училишта од 1 до 8 оделение со по 10 до 15 часа годишно како дел од наставата по мајчин јазик, општество, граѓанско образование и информатика. Во средно не се изучува. И учениците во основното образование, како и средношколците, имаат потешкотии да читаат со разбирање или да поврзуваат информации. Ниски резултати покажа учениците и на прашања поврзани со факти и мислење. Значи, ги прашуваме што е факт, што е мислење, разлики, тоа посебно ниски резултати. Многу мал број на ученици може да разликуваат исто така вистината и лажна информација. Дел од идејата на оваа конференција денеска тука да поразговараме што мислите дека може би пропуштаме, што треба да дополниме, на што да се фокусираме во следниот период и да видиме како најдобро да интегрираме не само заради целта на медиумска писменост, туку да креираме млади кои размислуваат сами, кои што ги може да разликуваат вистините од невистините информација, односно да креираме млади способни самостојно да одредат што е вистина, што не е и подобро да може да ги совладуваат наставните програми, бидејќи PISA тестирањата ни покажуваат пониско ниво на постигнувања во споредба со регионот. Освен во основното, Докузовски посочи дека медиумската писменост успеале да ја воведат и во високото образование, некаде како посебен предмет на педагошките факултети, некаде како дел од наставната програма на постоечките студиски циклуси. Сите се согласуваат дека медиумската писменост и формално треба што поскоро да стане дел од средното образование. Информациите кои стигнуваат до МОН од резултатите на овој проект на вистина се задоволителни, не само задоволителни, туку значени за општеството. Медиумската писменост со поддршка на Министерството за образование и наука стана составен дел од наставните програми во основно образование и планираме да продолжиме и во средно образование. Искрено се надевам дека и понатаму овој проект ќе дава одлични резултати како и до сега. Добар ден! Како се дечиња? Добри Јовевски е наставник во основното училиште Илинден во Крива Паланка. Тој е одделенски наставник во 4-то одделение. На еден од часовите по македонски јазик подготви вежба за дезинформации. Покрај телевизорот, што друго гледавте од медиумите за кои што учев минатиот час? На Facebook. Добро. Друг некој? Што гледате на YouTube? Гледам филм за карате што се вика Кобра Кай. Јас пишувам со мојата другарка Катја на апликацијата Snapchat и си праќаме некои слики од нас
или нешто што треба да има за домашно, таа кога не е видела или кога не е одела на училиште. Добро. Ние добиваме најразлични информации од социјалните мрежи. Сега, следен чекор ќе биде, ќе добиете сите по можност да извлечете по една информација од овај нашиот социјален свет со одредена апликација, да видиме на која апликација, каква информација вие ќе дознаете. Дарија повели? Листите на дрвјата стануваат зелени во есен и не падаат. Дали е точно или неточно? Не е точно. Неточно. Лисјата во есен пожолтуваат и паѓаат. Така. Откако учениците ја совладаа вежбата за дезинформации, добија крстозбор и 8-насочник со поврзување поими од медиумска писменост. Со мала помош за 10 минути ја решија и таа задача. Денес на часот учевме за информација и за дезинформација. Читавме кратки информации и кажувавме дали се точни или лажни. На мене ми беше интересно зашто проверувавме со бои и со стикери дали информациите се точни или не. И научивме дека не треба да веруваме на сите информации. Денеска научив дека не сите информации што ги гледаме или слушаме се точни и дека треба да внимаваме кои информации ги читаме. Изборот на активностите Јовевски вели дека го прави со помош на прирачникот за медиумска писменост, подготвен во рамки на проектот Младите размислуваат. Ова возраст е добра да биде тоа малку така поопуштено, спонтано да се движиме низ часот, за да почувствуваат дека нели и тие дават свој придонес во реализација на часот, бидејќи особено преку игровните активности тие малку повеќе се отвараат за делот на комуникација, искрено ги кажуваат своите размислувања и на тој начин ние може да ги насочиме на вистинскиот пат. Јовевски смета дека учениците го имаат подобрено знаењето на темите од медиумска писменост, но според него потребен е континуитет, како и вклученост на родителите. Од најмала возраст учениците се среќаваат со најразлични информации и информации кои што се склопени или направени да бидат и се дезинформации, и затоа целта на часот беше да развијат едно критичко мислење. Добри Јовевски е еден од околу 8000 наставници кои се обучени да предаваат медиумска писменост. Но резултатите од истражувањата покажуваат дека материјата не може да се совлада само на училиште. Според истражувањето на Државниот испитен центар, ако се вкрсти бројот на книги што едно дете ги чита во годината со неговото постигнување на тестот за медиумска писменост, се доаѓа до заклучок дека децата што не прочитале ниту една книга имаат најслаби резултати по медиумска писменост. Децата кои прочитале 10 или повеќе книги во годината пак се покажале најдобри.